Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Емисија во која што наистина се обидувам со моите гости да отворам широк диапазон на различни теми, се разбира, кои што ќе ве натераат често пати на размислување, во најмала рака, ако таа работа успешно ја завршиме, сме постигнале некаков резултат, ако не никому ништо, се разбира. Меѓутоа тоа е основата да се натераме самите себе си, да ја отвориме видиците колку што е можно повеќе и да носиме одлуки со своја собствена глава. Мојот и ваш вечерашен гостин е човек со кој што токму може да се разговара на повеќе теми и секогаш да добиете квалитетен, адекватен одговор кој што ќе ве натера да се замислите. Аналитичар, теолог, интелектуалец од Битола, господинот Плуми Велио. Добра вечер. Добро вечер. Плуми, намерно ја направи вака најавата, затоа што навистина секогаш е задоволство се разговара со вас, едноставно каде и да отидеме, каде и да тропнеме, во кој плакар да отвориме, вие имате одговор. Не е лесно тоа да се прави, меѓутоа човек кој што постојано следи, сака да учествува и кој што зна знање, како што велат соседите, секогаш може да понуди нешто ново и интересно. Јас би почнал од надвор, од подалеку, ако така смеам да кажам, ова што се случува на Блискиот Исток веќе премина во нешто надвор од разумот. Ако сме реални, иако секоја војна е сама по себе надвор од разумот, меѓутоа овдека веќе не можете ни да следите на елементарно рационално ниво што ќе се случува. Од некаде најпрви имате некакви преговори, па потоа почнуваат напади едни врз други, па потоа имате преговори, па потоа имате изјави кои што велат да, готово, средивме, па нагло имате изјава, еве последната на председателот на САД, кој што вчера рече дека преговорите се на многу високо ниво, дека забрзано одат и ќе има резултат. Сега вели Иран претера со одложувањето и сега ќе мора да платат цената. Во превод, ако го сватиме тоа така, ескалација на војната. Меѓутоа повторно не сте сигурни затоа што веќе утринава, односно утрото што сега ќе дојде, ќе следи нешто ново. Во меѓувреме луѓе гинат. Благодарам прво на поканата. Лично, мене воопшто не ми е чудно сето ова што се случува. Точно она што го рековте дека никој не знае, веќе во светот, не само за тоа што се случува помеѓу Иран и Америка, никаде во светот веќе човек ниту може да претпостави, ниту пак може да даде некоја некој заклучок за што ќе се случува во блиска иднина, имајќи во предвид Блискиот Исток, значи Иран, Израел, па не е чудно, значи тоа што веќе се случува во Европа. Јас ќе се обидам и тоа накратко да го елаборирам она како јас ги разбирам работите, она како јас читам. Буквално за она што се случува во Иран, секој еден човек што прочитал 2-3 реченици од историјата може да свати што се случува. Значи, ова не се случува денес во Иран. Ова не е денешна работа. Значи, овие игранки во Иран и со Иран се случуваат скоро 100 години, точно уште од 1925 година, кога до тогашните владетели на Иран кои беа со турско потекло, односно турски племења 1300 години, се донесени, значи, фамилијата на Реза Пахлави. И она што, значи, стално се зборува, Иран е неосвојива земја, Иран никогаш не е окупирана. Точно е тоа, меѓутоа, и за време на Првата светска војна, Иран беше окупиран од русите и од англичаните, и за време на Втората светска војна беше окупиран од Советскиот сојуз и од Англија. Така што, тогашниот крал Реза Пахлави беше повлечен од тронот и на негово место беше поставен неговиот син Мухамед Реза Пахлави. Значи, иста фамилија, меѓутоа едниот со Хитлер, другиот со овие другите. Така да, Иран, значи, во тој после период, се до 1979, значи, повеќето луѓе сметат дека Иран бил многу напредна земја, дека Иран бил многу културна земја. Гледаме фотографии вообичаено. Да, меѓутоа сето тоа, значи, она се вели има една поговорка, јас босански ќе речам, нели, српска, босанска, наш јазик, ние злато све што сија, нели? Така да, 1951 начело на владата на Иран доаѓа
Мухамед Мусадик, човек, патриот, револуционер, напреден, човек кој ја сака својата држава. И во тој момент тој носи одлука све што е нафтена индустрија, све што е петрол, значи ги национализира. Односно ги национализира компаниите на Америка и на Англија. Што е непростливо. Буквално 90% беа англиски. Ова Ми-6 и ЦИА не можеа да го прифатат, да го проголтат, и во период од 2 години на Мухамед Мусадик му направија пуч, односно човекот го тргна. Прво му залепи етикети дека тој е предавник, дека е непријател на државата број 1, дека е комунист, така да ги подплатија бирократите, службениците, ова она. Медиумите, предпоставувам. Медиумите, тогаш колку што беше медиуми, и човекот го тргна. А во тој период, додека Мухамед Мусадик беше премиер, овај Реза Пахлави, Мухамед Реза, се уплаши и замина за Италија. И 53-та повторно се враќа како ослободител на... Како шах. Како шах, не. Како ослободител на Иран, како шах после веќе. И тој го има шах името, меѓутоа шах е сосема нешто друго. И со првото доаѓање, цела нафтена индустрија му ја предава повторно на тие што претходно ја има. Така да, таа операција, значи, за симнување од премиерското место на Мухамед Мусадик се викаше Ајакс. 1957 ЦИА и MI6, значи ние велиме контраобавестајни служби, не, тие се, значи, ЦИА, значи Central Intelligence Agency, значи тие се, или Military Intelligence Agency, значи тие се агенции кои го користат умот, го користат мозокот, а не само шпиони или како што беше кај на судба. И прават планови, кројат планови, и ја створија контраобавестајната служба на Иран, САВАК, која броеше повеќе од 100.000, значи повеќе од 100.000 вработени, односно и контраразознавачи, шпиони, вакви. Тоа држава автоматски, да. 100.000. И сите беа од ЦИА и од MI6. Меѓутоа, овај толку многу се засели. Реза Пахлави се соживи со улогата и почна и да не ги ферма многу овие. И 62 година, веќе 60 година се појави имамот Хомеини. Значи имамот Хомеини не е појавен така од нигде, од никаде. Бидејќи револуцијата е 79-та. Не, и за револуцијата, и тоа е, значи, револуција. Значи, не се појави тој некаде, пуштен од некого да почне да прави некои си проблеми, некои барања, затоа што шахот тогаш отиде и направи аграрна реформа, односно одзеде имотот на текиите, на верската заедница, на шиитската верска заедница, и овие веќе почнаа да се бунат дека ни бега верата од раката. И во 62 го уапсува. Значи, имамот Хомеини е уапсен со доживотен затвор, 62. Меѓутоа, половината на 63-та, агенти на ЦИА и на MI6 го земаат од затвор, од Техеран или мисечини, и за една ноќ го пренесуваат во Анкара, во Турција. Да. Во Турција тој живее 11 месеци. Неколку дена во Анкара, во најелитниот хотел, после во приватна куќа во Бурса. За тие 11 месеци тој Ми-6 и ЦИА му овозможуваат да ги оствари сите средби со неговите луѓе во Иран. Значи, секој ден има гости доаѓаат луѓе кои разговараат со него, се договараат, проектираат. А како завршува во екзил во Париз потоа? Сега, после 11 месеци, тој ја завршува тука работата и го земат од тука, го носат во Париз. Значи, истите овие служби, и таму продолжува со неговите активности. Живее сосема нормален живот, нели? До тогаш не одеше во ресторани кај што се служи алкохол кај ова, меѓутоа после тој период и во Париз и во Истанбул, значи одел во и во Измир, значи на секаде. А вамо екстремен, апсолутно религиозен екстремен, фанатик, религиозен, така, да. Значи страшен човек.
Во меѓу тој период 67 значи шахот Реза Пахлави се прогласува за цар на царевите. Значи император. Кронисувањето во Иран е сосема посебен чин. Значи, само може да замислите, неговата круна е најголема круна на светот, која тежи над 5 килограми, висока е скоро 29,8 сантиметри. Добро. И се кронисува како цар на царевите, има над 3.500 парчина на диаманти на круната. Ова е безсмислена раскош. Значи, разврат, раскош, значи, затоа народот... за цар на царевите треба навистина да имате голема самодоверба. Народот, значи, буквално страда во се. Во истот тој период, за императорка ја назначува и собствената третата жена, на чија што круна е некаде околу 2 килограми и има точно 1541 диамант. Или сме. Значи, се ова е ситуација што луѓето не ја знаат. Меѓутоа се пратено и од ЦИА и од MI6, но сепак оди така како што им одговара се уште, пошто и British Petrol и овие оние делат нафтата заедно, а во меѓувреме сите компании во Иран се негова собственост. Сите до една. Па лично на царот, така му доаѓа. Да. Сите до една. Значи затоа треба да се знае вистината за Иран и после да се сите се Одлично, ова историска лекција тоа како потребна. Сите се негови. Се до 74-та кога завршува 6 или 7-дневната војна на Израел. Израел со Египет, тогаш исто така нафтата, како и сега, ојде многу високо. После примирието, сите ја спуштија цената, само овај не сакаше да ја спушти цената. И тогаш веќе овие сили го активираја имамот Хомейни. Револуција. На каква револуција? Значи со Air France донесене во Техеран го пречекуваат милион луѓе. Каква револуција? Значи, ниту револуција, ниту... Само го пречекаа милион луѓе. И го превзедоа, значи, владењето, а ова беше во Америка на лечење. На лечење, нели, болен од канцер, меѓутоа, заедно со одењето во Америка со себе понесе личен негов имот во пари, не во други имоти, 36 милиарди долари. Значи, ова се... Тоа е плячка на државата сега што 36 милиарди долари, значи сите фирми му беа формирани за да ја плячка собствената држава. И тогаш веќе после доаѓањето на имамот Хомейни, значи како верски лидер ајатолах, значи на Иран, студентите бараат враќање на екстрадиција на Пахлави и ја завземат америчката амбасада каде што земат во заложништво 52 амерички службеници. Тоа е едно од најпознатите... Eagle Claw, значи олова канџа. И тука, фактички, Џими Картер, од тоа му беше пресудно на Џими Картер да не може да освои уште еден мандат, затоа што го изгуби сето тоа. Во меѓу време, веќе Иран почнува да си гради своја некоја политика, затоа што се закачи со Америка во тој период. Но, и наваму, и цел овај период до 28 февруари, повторно, значи не се работи за ниту вера, ниту верска припадност, ниту ова. Едноставно се работи за тоа кој ќе владее со тој дел, односно кој ќе владее со светот. Затоа што... Добро, Иран е пребогата земја во смисол на богатствата природни. Иран е географски диамант, би рекове, за тоа место. Меѓутоа, секој сака да го владее. Сега, одиме и од друга страна. Во Базел, 1897, значи се формира сионистичката организација. Два елементи се многу битни. Знамето, значи кој символизира две реки, Нил и Еуфрат, и три периоди како ќе се одвиваат работите. 50 годишни периоди. Значи ова се заклучоци на таа конференција. Првиот 50 годишен период значи формирање на еврејската држава, што се формира 47-48. Вториот 50 годишен период е формирање на големиот Израел, веќе еве го голем Израел, Израел го имаш во Јордан, Израел го имаш во
Сирија, Либан, во Либан. во Сирија, значи во дел во Иран, значи големиот Израел, затоа што Палестина веќе ја нема. И третиот 50 годишен период е владење со светот. Морам да признам дека тука влегувате во една многу опасна материја, не велам ништо, меѓутоа е опасна материја, затоа се разбира овие муабети се појавуваат лево и десно, затоа велам, затоа што многу лесно може да ве обвина дека у теорија на заговор влегувате со ова. Нека ме обвинат, не е тоа. Значи, не е заговор затоа што ова постои, значи како документи, како факти, овие постојат. Добро, можеби како планови, некој што како негде ги планови, напишал. значи јас не реков дека, значи овие како планови постојат. Формирана е Израел 48 година. Така е, добро. Формиран, така. Прошируване има е Израел граници. Еве нека каже некој кои се званичните граници на Израел. Па добро, формално ја знаеме сега Нема. оној полутриаголник како изгледа, меѓутоа реално не знаете каде израелската армија е. Нема граници. Значи државата како држава нема легитимни граници. Значи утврдени граници во Обединетите нации. Значи немам ништо против Израел, да не разговар. Сакам да кажам дека не се случува на Блискиот исток она што ние го гледаме. Сосема е поинаква сликата позади Сликата е ова. сосема поинаква и играта е сосема поинаква. Тоа ми беше целта. Не да навредам или да нападам. Тама работа. Добро, што предвидувате сега вие во оваква ситуација? Значи овој конфликт што трае веќе известно време, во кој што сад Израел се судираат со Иран, во кој што закани летаат на сите страни, ние ќе ви уништиме ова, ние вас ќе ви уништиме, вие нас ќе ни уништите и така натаму. Сепак се контролира се уште цената на нафтата, расте, меѓутоа не е толку драматично. Она што плаши е фактот дека ние всушност не гледаме јасна цел позади сето ова. Па јасната цел позади сето ова е јас ќе кажам се. Јас имам кажано тука е битката помеѓу две велесили кој ќе владее со светот. Дали понатаму ќе продолжи да владее Америка или Англија ќе си го врати она што беше до 41-а, до Втората светска војна. Затоа што до Втората светска војна се разбира, империјата британска е британската империја. Францускиот ти беше службен јазик во цел свет, нели? Сега тука се битките и ова сега што се случува и во Европска унија. Јас сега и ТИВАТ и сето ова. Можеме да влеземе и во тој дел. Нашите луѓе, значи не знам како размислуваат и дали воопшто гледат или дали воопшто читат. Па има, да не биде мое, значи да не кажам јас, дека има предпоставки дека 2027 година војната може лесно да се префрли во внатрешноста на Европа. Затоа што за војната од Блискиот исток или за војната од Украина и војната од Украина. Едноставно да се најде фитил што се вели па да запали. Затоа што ако гледате нели во член 22 на уставот на Германија јасно стои дека суверенитетот на Германија е под прашање на Америка, значи Америка. Како што е со уставот на Јапонија член 9, мислам дека на Јапонија. Меѓутоа Америка веќе се повлече од Германија. Че повлече 5000 војници. Прашање на време е само кога Германија веќе индустријата со една голема брзина ја пренасочува во воена индустрија. Сите земји на Европа веќе сакат да воведат задолжително служење на воениот рок. Сега, меѓутоа, една друга работа забораваат. Затоа што во Германија се 25 милиони странци. Отприлика. 19 милиони скоро има пензионери. Преостанатиот дел се жени и деца, така? Со кого? Франција, например, јас не сум некој човек што многу го следи спортот, меѓутоа во репрезентацијата на Франција, дали има еден што ја знае француската химна или да исте да. Добро прашање, да. Нема. Затоа што ниту еден не е французин, односно можеби е роден во Франција. Добро, потеклото е ама не е со француско потекло, не е со европско потекло, односно без разлика дека можеби сега се и трета генерација кои живеат во Франција, ама кои се од Алжир, кои се од Тунис, кои од Мароко, кои
не го Има заборавиле. тој некој мајндсет апсолутно. Не да. го заборавиле сето тоа што се случувало, меѓутоа животот е, нели, тркало, не е статичен. Така да треба човештвото, светот многу добро да седнат со трезвени глави, затоа што без разлика дали е бел, дали е црн, дали е албанец, дали е македонец, дали позади нашата креација стои еден Бог, еден Аллах, еден Господ. Ние мораме да се почитуваме еден со друг, мораме да се бориме за доброто на еден према друг. Значи, никогаш разликата на не знам кој, односно она што некој се разликува од мене во тоа дека зборува друг јазик, дека верува во нешто друго, различно од на моето, не мора и не смее да биде причина за омраза, не смее да биде причина за војна, него напротив треба да биде причина за блискост, за соработка, за подпомагање, затоа што на крајот на краиштата сите ние сме луѓе. Јас себе сега, поти можеби погрешно не сакам да бидам разбран, евреите како евреи беа прогонувани од цел свет, нели? Кој ги спаси и од Франција и од Шпанија? Сулейман Величествени со Хајредин ги донесе и на Балкано. Хајредин Барбароса, така беше? Барбароса. Хајредин ги донесе и во Битола, и во Сараево. Така да, значи, на крајот на краиштата човекот е човек. Но знаете како, вели, ово што го зборувате е разумно. И така би требало да биде. Меѓутоа, ние не живееме во идеален свет, живееме во свет на сурови интереси, во кој што едноставно тие што се на позиција 5 пари не даваат за тоа како треба да биде, туку го формираат и комплетираат сето она како што нив им одговара. Има, мислам, еден филозоф Хенрис Коут или и Иво Андрич истото го вели. Државата вели треба секогаш годишно вели да затвора еден или двајца вели функционери кои навистина се огрешиле, за да биде превентива за оние другите што мислат да размислуваат, да размислуваат. Значи исто и Иво Андрич го вели се тоа. Државата мора да функционира. Меѓутоа, ако ние, еве сега на пример, што ќе се случи со вештачката интелигенција? Каде одиме? Значи има цела емисија на таа тема. Во сите клетки на секој од нас, значи злобниците се навлезени внатре во нашите организми, значи сите станавме зависни од фармација, зависни од пазарот, прехраната. Оди на пазар, во бит пазар, ако најдеш една краставица или ние битова велиме крастајца да е малку крива, на сатот ќе се обесам. Да. Вистинска краставица, така да зборуваме, да. Значи сите како да се излезени иста должина, иста дебелина. И домати сегашни сето не е логично. Значи нема. Јас татко ми Бог да опрости, имав една нива мала така, ќе садеше краставици. Па една не можеше да најдеш права. Да. Сето ова е со генетски модифицирани организми, така да преку фармација, преку прехрана, преку земјоделие, значи и интернет се разбира. Не владеат, значи сосема, значи јас не велам против фармацијата, да не се оди да не бидам погрешно, меѓутоа кај се тие алтернативни медицини? Луѓето до пред 50 години сите се лечеа со алтернативна медицина. Сега ако спомниш чај, ако спомниш ова, остави тие бабини деветини, за останаци, ваковси или онаковси. Така да, меѓутоа не гледаат позади зидо. Ве плаши тоа? Очигледно ме плаши. Мене не ме плаши, сега да се разберем лично како Плуми. Не зборам како за вашата безбедност, зборам како Плуми, воопшто што му се случува на светот. Како Плуми велиу, јас сум се помирил со се, јас знам дека датата кога сум се родил, јас знам, датата кога ќе умрам, не ја знам, тоа знам дека ќе умрам. Тоа е неминовно за сите. И воопшто, значи, не ми е битно колку ќе проживеам, битно ми е да умрам како човек. Како човек? Како човек, да умрам како човек. Меѓутоа, мене ме плаши тоа што генерациите што доаѓаат, генерациите кои доаѓаат, ќе ги разнебитат од она што значи човек. Значи, сега, кој е побитен? Вештачката интелигенција или човековиот разум? Доаѓа сега дека човекот створил нешто попаметно од него. Од самиот себе, од самиот себе. И ама знаеш вели ке го тргнем од штеко. Не може да го тргнеш од штеко, затоа што тој не е толку будала да ти дозволи да го тргнеш од штеко. Така? Значи премногу се форсираат некои работи кои
на човештвото ќе му се вратат како бумеранг во една да, користи ја како алатка да ти служи тебе, меѓутоа не да те води. Не да те управува. Многу теми отворивте. На сите би имал некои аргументи, контраргументи, можеби, меѓутоа би било и премногу и широко и премногу долго да го правиме тоа. Она што го зборувате околу опасноста од војна во Европа е за мене во овој момент најиманентна опасност, не дека другите се помалку важни, меѓутоа тие се споро возни, ајде да речеме. Со храна ако ве убиваат, некако тоа може да потрае. Зборуваме за конкретна конвенционална или не дај Боже нуклеарна војна. Првата светска војна почнува во Европа. Така. Втората почнува во Европа. Украина не е во Азија, не е во Африка, така. И нема никакви назнаки дека сето тоа ќе запре. Дека сето тоа ќе запре, напротив, се форсира. Од едната страна се форсира Зеленски, од другата страна Путин си тера своја игра. Трамп вели не се мешам повеќе таму. Иако ќе запираше за 24 часа, така без разлика. Така, од друга страна германците се преориентираат во воена индустрија, французите и доаѓаат сега кај нас во Тиват. Што ќе правиме во Тиват? Па ни понудија нешто. Јас мислам дека колку години ни додат. Ова е 158 понуда некаква. Блескава која што треба да се прифати веднаш или не знам се вели да не ми се налутат нашите политичари од кај нас, пошто се мислам премиеро и локалните премиери на Балканот. Едноставно во Битола велат мангал муабет, затоа што јас знам дека од тоа нема ништо. И нема да има затоа што Европа не знае што да прави со самата себе си. Толку е ситуацијата лоша во Европа, толку е ситуацијата страшна во Европа, што ние упорно и ден денес одиме, секој ден на телевизија Европа, Европската унија, ние не сакаме, ние не го менуваме уставот заради ова. Нема врска, ништо сето тоа. Од 2004 година Европска унија приемот проширувањето е заклучено и нема да има понатаму. Сега за сега. Можеби некогаш. После 10-15 години, ако постои Европска унија, ваква каква што е. Но локалниот подизведувач на работите, Бугарија си ја тера својата игра. Зборуваме за Македонија. Многу интересна изјава даде министерот за надворешни работи, надворешна трговија Тимчо Муцунски. Вели силните идентитети немаат потреба да се градат преку напади врз други идентитети. Апсолутно. И ова е одлична порака. Ако Бугарија е толку бедена во сопствениот идентитет, зошто го тероризира македонскиот? Да, ама и ние малку тука имаме една грешка, што 2020 кажа. Игнор, тотален игнор. Воопшто. Ние треба да се посветиме на самите себе си. Да си изградиме систем, да си изградиме држава која ќе овозможи благосостојба за секој еден граѓанин на државата, за социјалната категорија на граѓани, да обезбеди правда, да обезбеди сосема нормален живот. Дали ќе сме биле членка на ЕУ, дали нема да сме биле членка на ЕУ или не знам на која се организација, ние на крајот на краиштата, многу сме понапред од Европска унија. Во смисол, например, приоритет на Европската унија беше истополовите бракови или половата еднаквост. Ние албанците, турците во Македонија уште пред 100 години велиме тој жената, таа мажот. Добро. Тој девојката, тој момчето. Така? Да. Се согласувам. Морам да признаам дека ние сме ставени во една поразителна ситуација каде што нешто чекаме. Треба да се вратиме кон самите себе си. Ова е одлична поента. Едноставно, јас тоа го заговарам. Исто за ова ќе се согласиме. Ако ние донесеме Европа дома самите, целосно е неважно дали ќе има пасош некој што ќе пише во Европска унија или Ја пак ќе се вратам. Колку пресуди имаме за Бугарија од Страсбург? 16. Не сум сигурен, мислам 16. Дали е можно Европска унија да бара од нас да спроведуваме законот за цигари, таму се дозволуваат дроги, марихуани, џоинти, не знам што, тука кај нас запнале за законот за пушењето. А таму,
бара судството да го регулираме, што е добро, значи не мора подитно да го решиме правосудниот систем. Така е, да. Подитно и то без милост кон никого. Меѓутоа, кога самата Европска Унија не ги почитува судските одлуки донесени од нејзин суд, тогаш Зашто Добро, тој вид на хипокризија, за жал, ние се навикнавме да го гледаме и да го трпиме. Има еден хадис, тоа е говор на Мухамед алейхиссалам, кој вели вака. Значи, мислам дека ќе се вклопи во цел овој муабет. Кои се, вели, знаците на лицемеро? Ајатул мунафики thalathun, 3 се знаците на лицемеро. Ида кедебе хадете, кога зборува лаже, и да ваде ахлефе, кога ветува нешто, не го одржува ветувањето збор, и да туъмине хане, кога ќе му се довери некоја тајна, некој секрет, што вели, тој издава. Така да, ние сме во еден момент кога треба да одлучиме дали вакви какви што сме, значи како македонци, како албанци, како и со сите различности, така е. Еден куп какви што сме ќе одиме, ќе тераме напред за нашите интереси или ќе се бркаме по телевизија да му угодиме на Макрон, да му угодиме на Мерс, да му угодиме на Калас, не знам на која. Значи, нека ми простат, јас општо не знам што е мразење на човек. Меѓутоа, овде не ми пишува будала. Одлична поента. И сега, овдека сакам да влеземе во еден друг, можеби, друг разговор, иако се е поврзано на некој начин. Во овој и ваков свет, нема да речам дека религијата е трната настрана, меѓутоа и со неја се играат страшни игри, на локално, на меѓународно ниво, како сакате. Од друга страна имаме, како никогаш досека во историјата, атеисти луѓе што едноставно не веруваат, одбиваат да веруваат. Имате агностици, тие што бараат доказ. Верата сама по себе не може да бара доказ. Или веруваш или не, јас така разбирам. Доказот е многу лесен. Прашај го дали има ум и нека го извади умот на маса. Ако не може да го изведе, значи будала. Значи, да, ова е едноставна, да, се разбира. Ова е едноставен одговор, меѓутоа ете, постојат и такви луѓе. Нема проблем. Значи, се наоѓаме во ситуација во која што сметате дека во Куран е јасно кажано, прости. Слободно. Ла икрахе фид дин, нема присила во верата. Кој сака нека верува, кој не сака нека не верува. Затоа има ден кога за тоа што верувал ќе биде награден, за тоа што не верувал, значи ќе биде казнет. Меѓутоа тоа потом тоа не го гледаме. Но колку ни е нужна сега во овој момент религијата? Значи верата како вера. Верата не како нешто со што ние ќе се идентификуваме како муслимани или како христијани или како евреин или не знам како, туку верата како иман, како вера внатрешно во самиот дух на човекот да живееме врз нормите и принципите кои ни ги укажува верата. Значи верата да живееме прво во самите себе си. Значи не како идентитет. Верата како идентитет воопшто не е битна. Иако на многумина, па токму тоа им е ударно, што очигледно погрешно ја разбираат. Верата, не ја разбираат. И не ја разбираат затоа што денес... Убаво реков тоа, верата не може да биде идентитет. Значи, денес ние имаме професионални верници, имаме професионални патриоти, не може сега, извини на изразот, ем хомосексуалец, ем демохристијанин, ем хомосексуалец, ем добар муслиман да биде. Значи не може едното со другото. А такви имаш колку сакаш. Колку сакаш. Јас не сакам сега... Значи имаш колку сакаш. Така да верата се живее. Меѓутоа, верата, она што јас како верник, како човек со вера, ќе го живам, тоа ќе рефлектира кај Драган, ќе рефлектира кај Петко, кај Асан, кај сите мои комши, па во градот ќе рефлектира со позитивна со позитивни резултати или позитивен амбиент. Значи не може човек кој е верник да биде злобен. Не може. Меѓутоа. Не може верник да лаже. Не може верник ако даде збор да не го одржува зборот. Не може верник да му се довериш на некој,
како верник и тој да оди да те продај. Значи тоа не може. Меѓутоа, религијата, верата се злоупотребуваат ужасно многу. Па затоа кажав, ја сега имаме професионални Од професионалци, патриоти, еве да ги наречеме професионалци. Професионални верници кои седат на чело на верските заедници, кои едноставно гледаат само личен интерес, кој не ги интересира ништо друго. Верските заедници ги довеле на ниво на Facebook група, значи си честитаат меѓусебни роден ден и ова, она. Меѓутоа, никого не го интересира што се зборува во џамијата, како се зборува во џамијата и верниците кога излегуваат од џамија, како излегле. Дали излегле исто како што влегле или излегле со еден збор или два збора научени кои ќе ги практикуваат. Па секоја џума, секој петок, значи во секоја џамија има последниот ајет е многу поучен, многу битен, што ден денес ретко кој од оџите го преведува за луѓето да можат да го разберат. Инна Аллах я'муру бил адли вал ихсани ва ита'i дил курба ва јенха анил фахша'i вал мункари вал баги ја'идукум ла'аллакум тадаккарун. Аллах ви наредува правда. Ви наредува да бидете добродетели, доброчинство. Ви наредува да им помагате на блиските. Значи блиските, фамилијата, родбината, комшиите. Значи ова се наредбите. Аллах ви забранува, вели, да бидете, ви го забранува секој вид на разврат. Ви забранува се што е гнасно. Ова и во христијанството е слично. Тоа религиите си имаат тие... Ви забранува, вели, терор или насилство. И ова, вели, вие упата треба за да го прифатите. Значи, секој петок, секоја џума, значи, Аллах Джелешану на верниците им се обраќа преку оџата, преку мене, преку не знам кој, со овие зборови. Меѓутоа, кога И како тогаш некој спроведува терор во име на истиот тој... Терор, неправда, се занимава... И за лицемерието зборувате сега да бидеме директни. Не знам, помогни му на ближниот свој, вие за Рамазан, да речеме, дава тама некој јагне цело или 5 јагниња, а веќе утре дента краде од сирачите. Јас сум кажал јавно, јас да сум како некој фактор во исламска заедница, јас би ги забранил сите тие театрални ифтари по луксузни хотели, по не знам каде. Тие не станаа политички чин, морам да признам. Тоа не политички, и повеќе од политички, разврат, значи раскош, тоа е харам. Харам. Затоа што ако ти си свесен и знаеш дека на 100 метра од тебе некој гладува, а ти па плюс тоа ја земаш порцијата вака ја сликаш на Facebook. Што е навистина многу чудно, така е, да. Имаш собрано 1000 луѓе, а на еден сиромав не си му дал ниту еден ифтар. Па нема. Значи, исламска заедница нека каже дека 1 денар му дал од својот буџет, не од донација на Драган, на Плуми, на овој, не. Значи, од својот буџет дали на некој му помогнала со 1 денар. Дали исламска заедница направила една џамија или дали во една џамија вложила 1 денар. Тоа е се дојдено со пари од страна. Што иде направи? Луѓето, селаните ќе се соберат, ќе си одвојат од устата, ќе си направат џамија, ќе си направат ова. И затоа ние, значи јас и многу мои другари, пријатели и уште поголем број, значи верници, имаме една иницијатива за реформи во исламска верска заедница. Меѓутоа таа јас беа преиначил не реформи за исламска заедница, туку иницијатива за отстранување на Шакир Фетаху, затоа што додека и тој тука реформи не може да бидат во исламска заедница. Значи, стално е проблем тоа. Значи, проблем е зошто? Затоа што никој не знае оџите, а јас верувам дека не е ништо подобро ни во МПЦ, меѓутоа не сум повикан за разборувам за МПЦ, иако има струјање од СПЦ, од БПЦ, грците. Значи, јас ги знам сите работи, меѓутоа не сум јас тој што треба да зборува за тој дел. Така да, и овде веќе има струјања разноразни, значи разноразни струјања од секаде, што не е во ред, воопшто. Значи, исламската заедница не да има под контрола, да не се разберем. Меѓутоа, исламската заедница мора да се грижи за животот на секој еден, верскиот живот на секој еден муслиман, припадник на исламот, а исто така исламската заедница
како институција мора да се грижи за животот на секој граѓанин на државата во која функционира, без разлика дали тој граѓанин бил нејзин припадник, не бил нејзин припадник, бил верник, бил неверник, бил муслим. Ова е многу интересна. Значи, тоа е обврска на исламската верска заедница, значи да се грижи за сите луѓе во доменот на незините ингеренции, затоа што ако Аллах Джелешану сакаше да бидат сите муслимани, ќе беа сите муслимани. Ако сакаше да бидат сите христијани, ќе беа сите христијани. Значи, возвишениот Аллах на секој им даде слободна волја да си го избере патот сам. Ако го погодил, ако не го погодил, сам ќе си ја носи одговорност. Меѓутоа, верските заедници се да ги помагаат луѓето. Во било кој смисол. Добро, но вие зборувате за ова сега што се случува и ви си разбира, имате информации, имате мотиви и причини да зборувате сега во исламската заедница. Јас зборам општо, генерално. Ние успеваме да се најлесно е, еве во Македонија да го земете случајот, најлесно е луѓето да ги испокарате на национална и на верска основа. И не треба ништо посебно, две изјави се доволни. Па не случајно кажав дека имаме. И сите овие говори по црквите, по џамиите, сите овие добри идеи, сите овие одлични пораки паѓаат во вода кога некој ќе рече така професионални патриоти, професионални верски лидери заради лични интереси. Заради лични интереси. Значи не може, значи ова е, значи јас имам кажано, прво имаме проблем со Законот за правна положба на верските заедници. Второ, имаме проблем со представувањето или грижата на државниот апарат према верските заедници. Затоа што ако ние, значи, сме секуларна држава, прво треба да го сватиме поимот секуларизам, што значи за разлика од поимот лаицизам. Значи, лаицизам и секуларизам се сосем. Значи, во секуларното општество е еден избор, личен избор, а државата е обврзана да мојот избор го почитува и ми помогне да го реализирам она што сум го избрал јас. Така да, таа дирекција или комисија за однос со верски заедници треба да израсне, да прерасне во некоја друга институција со одговорности. Тамо, да, и тие зборуваат дека им треба повеќе, искрено. Не, со одговорности и со права. Верските заедници, значи, никој не знае што оџата или попо зборува во џамијата. Никој не знае. Имаш сектор за верско-просветен сектор, имаш ваков сектор, имаш таков сектор, никој не знае. Хаос се направи со денационализацијата. Значи, тоа е страшно. Значи, харикири, едноставно масакар. Масакриран целиот имот на исламска верска заедница од сегашните управувачи на исламската верска заедница. Не ги боли увото дали и постои објектот, дали да се врати објектот. Едноставно, навикнати се оврзници и многу име. Битно да, меѓутоа, никој тој имот не го оставил, значи за некој да го потроши, некој да го јаде. Затоа што прво треба да го сватат што е вакуф. Вакуфот, значи и во христијанството, и во значи е Аллахов имот. Имот кој не се продава, имот кој не се поклонува, имот кој не се наследува и имот кој во вакви општества какво што е нашето, значи демократство општество, не се узурпира. Се узурпираше во комунизмот, се узурпираше сега. Добро, тоа беше друг систем, да. Меѓутоа сега не се узурпира без, значи не се одзема без волја на сега. Јас враќам 60.000 квадратни метра имот ваковски во Битола, кај што предвидувам да се направи, значи, добро, што и да. Нешто кое ќе користи на генерациите. Доаѓа некој после мене, му го враќа на општината повторно. Со кој образложение? Некако си план урбанистички. Нешто договорили. За спортски терени на отворено, за ништо. За ништо. Истото се случува во Охрид, кај што има ред ваков. Истото се случува во Скопје и насекаде едноставно. Меѓутоа, и тука се казнуваат генерациите кои доаѓаат. Да не можат да функционираат онака како што треба и стално да бидат зависни
од верниците, стално да бидат зависни од некоја си државна институција ваква или онаква, или секој петок, секоја џума, оđата да приморан да каже, верници кога на излегвање фрлете по некој денар за струјата да ја плаќаме. Што е поразително, апсолутно. Така. Значи сега, ако сакаш да одиш в џамија, 50 денара, ако немаш... Па ова звучи како примерот малку суирано пред 50 на 60 години што го зборувавте. Да. Тој што е горе е прилично богат, Апсолутно богат, значи, апсолутно богат. а овие доле долу платете за струја. платете за струја, им даде тогаш некои реформи, наводно жените да имат право да гласаат, да бидат бирани и така и ова. Меѓутоа, од друга страна, гладува како, ајде да не речам сега, како црнци. Значи, нека ми простат, значи... Добро, тоа се изрази само, се разбира, никој не мисли на... Ете така. Добро, но Плуми, ние искрено... Тука, извини, да, сега тука државата треба, како што реков, законот за правна положба на верските заедници, и јас предлагам, ако сакаме да изградиме здрава генерација, веронауката, класична веронаука, од прво оделение... Треба да се врати? Не да се врати, Но да се зборувате да доведе. биде обврзна? Обврзувачка од прво оделение до гимназија. Добро, но што ќе ви речат луѓето што не сакаат? Родителите што се атеисти, не ќе едноставно. Не мора. Па тогаш не е задолжително ако не мора. Не, задолжително, не сакат. Нема не сакат. Математика мора да учите. Значи не, зошто сака? Има и детето моите деца не сакаа математика, ама мора да учат. Нема не сакам. Тој мора Затоа што државата ако одреди дека е тоа општо добро, па тој нека не применува. во принцип така е. Нека не не применува, но знај. Ама знај. Ама кога На ќе некој ќе му ги научи, отвори очите, кога така е. ќе научи, ќе види дека каде е фактички и родитело, и мајката, и таткото, и било кој. Добро, но гледате ли во цела ова работа некој простор за оптимизам? Апсолутно. Затоа што, знаете како, ние сме навикнати и сега кај нас и секаде во светот едноставно едно да се зборува, друго да се прави. Тука зборуваме на некој општо ниво и луѓето ги прифаќаат. Јас често пати слушам луѓе кои што велат, јас сум верник, верувам. Само не одам во црква. Или не одам во џамија, затоа што сметам дека таа институција, која што треба да биде еден вид мост меѓу мене и Бог, не ја завршува својата работа, па одлучувам сам да се обидам да создадам контакт. Према исламската методологија има два термини. Значи, му'мин и муслиман. Добро? Му'мин е верник, муслиман е практикант на така, верата. практикант, значи, добро. клања, се покажува Добро, ги дека подкажува пости. тоа што е. Сега, има една друга. Секој еден му'мин, значи секој еден добар верник, може да биде и добар муслиман. Добро. Добар практикант. Меѓутоа, не секој муслиман, значи што се покажува како практикант, оди во џамија 5 пати, Да. не знам, Е му'мин. е добар му'мин, е му'мин. Ова е интересно, да. Значи тој може да биде и лицемер, може да биде мунафик и кај Сум го нас. слушнал тој израз, да. Мунафик е лицемер, значи може да биде било каков контраобавештаец, шпион, удбаш или Тоа било што е облечен на ваков или онаков начин, така да, нешто- значи верата е како прво и основно, значи столбовите на верувањето се јавната декларација дека сум муслиман, да се верува во Аллах, аменто билах, да се верува во Аллах, ве мелаикети, во Божите ангели, ве кутубихи, во Божите книги, ве русули, во Божите пратеници, во судниот ден и во животот после смрт. Значи овие се Тоа е основата на секоја Тие се религија, така е, темелите да. на верување. Значи на верувањето. Овие се темелите. А другото е веќе ислам да се и декларативно дека си муслиман, дека клањаш, дека Не знам дека постои оваа разлика. Да, апсолутно. Така да значи дали јас сум клањал или не, тоа е обврска, меѓутоа јас немам одговорност кон никој во општеството, освен кон, Така е, тоа сакав да го кажам. значи освен кон Господ. Голема работа е Кон што Аллах. ќе ви каже ово или оној кога е во прашање толку лична работа. Ете, Да, така. апсолутно вирно. Така да, значи многу е, затоа е тука многу битен иманот, она што се нарекува иман, тоа е вера, убеденоста. Значи дека Аллах е единствениот господар на светот, на вселената, на се што значи Господ, Аллах или како сакаме можеме да го нарекуваме. И тоа е причината
зашто ние постоиме и живееме во овој свет. Добро, но е финално прашање тука, бидејќи полека доаѓаме до крајот на емисијата. Често пати атеистите го поставуваат и агностиците, да, велат, ако е така, зошто толку страдања, зошто толку непријателство меѓу луѓето, зошто толку неспособност на луѓето да го создадат тој хармоничен свет за кој што постојано се зборува. Хармоничен во кој што да, секој ќе си ја практикува својата религија, но и ќе биде честен, ќе биде морален, ќе има морален компас во животот, ќе гледа да не направи зло и така натаму. Прво, зошто тие не се прашаат себе си дали се тие честни или и нечестни? Добро, очигледно настапуваат од таа една позиција на вертикала морално, да. Значи, прво тие треба да јас зато и на почетокот кажав. Во Куран има курански ајет кој вели ла икрахе фид-дин. Нема присила во верата. Човекот е единствената Божја креација или Аллахова креација на која е оставена слободна волја. Да избере сам. Да, сам избира. Така се друго е створено да му служи на човекот. И ветерот, и водата, и сонцето, и месечина. Замислете да сгреши земјата да се заврти 370 пати. Што ќе се случи? Или сонцето да се оддалечи едно метро погоре. Завршуваме со приказната, тоа е тоа, да. Значи единствено човекот е тој на кому му е дадена слободна волја и да го живее животот онака како што тој мисли. Меѓутоа укажано му е. Значи не е дека се најдов јас во некоја пустина и сега не знам што да правам. На секој еден човек му е стигната Божјата објава, значи ревелација, од Адам па се до Мухамед, алейхиселам, имало 124.000 Божји пратеници. 124.000 реков се? 124.000, од кои 25 се спомнати во Куран, најбитните, предпоследен е Иса, односно Исус према христијанството. Значи, Иса алейхиселам во Куран се спомнува 25 пати. Како син на Меријам, Марија се спомнува 70 пати. Марија или Меријам како мајка на Иса се спомнува 34 пати. Значи, за што зборуваме? Не зборуваме за ништо различно, освен зборуваме за една вера која е објавена и перманентно се објавувала од еден господар, ние муслиманите го нарекуваме Аллах. Па, се е тоа јасно. Проблемот е во толкувањето, секогаш е во толкувањето. И во оној што толкува. Тука се функциите на верските заедници, затоа се основани верските заедници да го водат и да се грижат за верскиот живот на незините припадници, на нивните припадници и за сите оние кои се што, еве на пример, зошто битовскиот владика да не биде владика за сите и за муслиманите. Одлично прашање. Или тетовскиот муфтија да биде муфтија за сите граѓани на Тетово. Воопшто не сум размислувал на оваа тема, но додека јас бев муфтија во муфтиството, денот доаѓа 50-60 луѓе. Никој не ги прашуваше дали си муслиман, дали си христијанин, дали си неверник. Секој за некоја потреба си доаѓаше. Секој беше почастен со кафе, дали ќе добиеше она што го бараш или немаше. Во најмала рака чесен разговор, да. Во најмала рака беше прифатен. Што значи? Тоа значи, да. Треба, почастен со едно кафе, претежно задоволни, значи сите до еден. Зошто? Тоа е функцијата на едно муфтиство, на една митрополија, на еден муфтија, на еден владика, па на еден поглавар на МПЦ или на ИВЗ. Прекрасно објаснување. Пломи Велију, благодарам за гостувањето во За Спијако можеш. Фала на поканата. Да, почитувани гледачи, јас ги сакам овие вакви разговори. Секогаш се инспиративни, како и да е, утре во 15 часот може да го погледнете репризата издание на оваа емисија. Јас ви закажувам нова седба, особено и со нови гости во вторник во 22:30. До тогаш пријатно.